равноправност и така натаму, за социјални класи и така натаму, тој живее на многу луксузна кула или вила, патува за Шпанија, во Мајорка со шофер него и така натаму. Значи, малце е абсурдно цело. Да, благодарам. Една минута Весна Јаневска, повелете. Мечкъстър Лафонтен е левичар и нищо чудно ваква политика тој да промовира, особено затоа што најголем дел од својот живот го поминал во Источна Германија, каде што веројатно трпел силни влијанија од тогашниот систем во Русија и во Источна Германија. Она што јас би сакала да го кажам во однос на Македонија е дека 45-та Македонија, тогашна социјалистичка република, ја создаваше граѓанската десница и се разбира комунистите. Во процесот на создавање на таа држава, десничарите создавањето на државата го платија со глава, додека пак комунистите кои тргнаа со добра идеја, потоа се протворија во чудовиште кое ги јаде собствените деца. Процесот на пречистување во Македонија не е според мене ни почнат, ние го зачнавме со денационализација и законот на лустрација, но уште долго ќе треба тоа да го правиме за да го довршиме прво катарзата, значи да помине во Македонија. Ќе завршам во втората. Да, завршиме ние приказката со Филип Петровски, една минута повелете. Да подсетам една партија која што претендира да влезе од албанскиот блок со најмногу пратеници на 1 јуни 2001 година рече дека нивна идеологија е марксизмот и ленинизмот. Практично таа идеологија има свој длабок корен и во македонскиот политички живот. Имаме и префарбани комунисти кои што само сменија имиња, но продолжија да ја една идеологија да ја уживаат, да ја користат, која што има корење од 45-та година. Практично Македонија од 45-та навака до денеска е жртва на тој систем, но и надвор од Македонија се забележува едно засилување на тој блок, кој што реков пред малку не завршив, форсирањето на сила, покажувањето на мускули, предизвика во Русија да се редефинираат некои работи и сега ми се чини дека имаме раѓање на нов биполарен свет. Благодарам. Една минута Агим Пошка, повелете. Можда има и елементи на марксизам и ленинизам и во албанската страна. Тоа е последица на цел тој систем кој во Албанија за време на Емир Хоџа учествувал и дел од тоа и тие привилегии од системот тие ги осетиле и во Косово и тоа очигледно или логички ќе следи. Се спомна Ајнштајн новиот Ньютонови, мислам, закон и тоа се рефлектира. Но мислам дека левицата како идеологија е застарена идеологија која докажа дека нема да функционира и во супер модерните општества и во Македонија тој катарсар што веќе се спомна треба што порано да почне. Денационализација беше еден начин на почнување на тоа, се согласувам, но и тоа не успеа толку добро да се и нажалост и комунистите пак и од денационализација се употребија сите тие врски што ги има во судскиот систем и се имаме баш не многу чиста ситуација. Благодарам. Имаше многу добар антилевичарски графит во Скопје пред 10 години. Пролетери од сите земји, извинете. Една минута Весна Јаневска, повелете. Значи, да довршам прво што сметам дека беше лошо, ти сакам да кажам и нешто добро и конечно за тоа дали се буди лево и десниот свет. Значи, она што мислам дека беше многу страшно во тој систем кој јас нели како млада го доживеав е немањето на информација, затвореноста на тој систем. Нема поголема темнина од тоа да се нема знаење. Значи, не стигнуваше до нас ништо што се случуваше во надворешниот свет и ние затворени во таа... Филмски новости, како? Да, така е, имаше такво нешто, но за жал тоа беше премногу малку иронија не е на одмет, за да може ние слободно да се чувствуваме во собствената земја. Сметам дека тоа е едно од најстрашните нешта што може да се случи во тој комунистички период, инаку за жртвите на Сталин или на Тито воопшто да не зборувам. Сакам да кажам дека имаше нешто добро и ќе завршам во третата рунда. Имаше добар здравствен систем, имаше добар образовен систем. Значи Македонија тргна од една феудална ситуација